Dami i gospoda, započnuva programata Glasot na narodot со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во Гласот на народот. Вечерашната тема, почитувани, верувам дека ќе го освои вашето како да речем во секој случај, расположение и желба да имате ваква тема, со оглед дека оваа тема ја третирам овие 24 години во еден континуитет, бидејќи без духовноста секојаш сме празни. Тоа е што нас не обстојува во нашиот живот, за разлика, за жал, што ја оставаме на милост и немилост, имајќи факт што трчаме само по материјалноста, по кариерата, по власта, по авторитетот во семејството и секада никако не размислуваме на тоа зошто сме дојдени на овој свет. Од една причина што тоа го пренесуваме и на нашите поколенија и кој ќе се прашаме што е тоа што се случува со нашата генерација. Да, тоа се тоа што реков и со мојот соговорник со кој знам дека го очекувате со нетрпение, тоа е еден голем експерт по психологија и теологија, позна не само во нашето соседство, ве државата се во известност, поточно знаете и веќе се движи по социјалните мрежи. Човек кој навистина ќе ви го освои, ќе го освои од прва рака, тоа збориме дека човек се дефинира до 7-та година, карактер до 14-та. Да не должам, секоја минута ми е драгоценна. Ја бараме среќата и велиме како да дојдеме до вистинската среќа или како да се биде вистински среќен во животот. Не е филозофско прашање, и тоа е едно вистинско, доколку поставиме, го живееме. Со нас, почитувани во наредните минути, ќе биде магистер Немања Боричич, живо, психолог и теолог. Добро вечер и добро дојдовте во Гласот на народот. Немања, добро вечер. Дали ме слушате? Речеме, молам, превземете техничкиот дел, а до сега се слушавме. Како да е, одиме се еден джингл и се враќаме во студиото. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Добро вечер, уште денешка. Немања, дали се слушаме овој пат? Саме се чуемо, да. Да. Сега се слушаме, да. На Жан Станоевски, господина Жан Станоевски и Данило Николовски, кој е покровител на денешниот превод. Бидејќи господин Станоевски рече си 10 на емисии, наистина од љубов и почит кон проектот и кон телевизијата дојде и не поддржуваше, но како и да е, еве вечерва имаме една исто така професионална симултан превод со господинот Немања Боричич, кој во живо ни се јавува од Србија. Професор, ја можам ли така да ве наименам со оглед дека сте вистински професор по психологија и теологија. Говориме за тема како да се биде вистински среќен во животот. Со оглед дека важите за еден од најбараните соговорници не само во Србија, како што реков, туку речи се на сите континенти во светот, каде го освојувате гласот на народот, гласот на вашата публика, бидејќи знаете тоа автентично да представите што значи духовноста, што значи психологијата кај човекот. Еве, како што кажав, темата на нашата емисија е како што да се биде вистински среќен во животот, што само по себе е атрактивна цел за секој нормален човек, без разлика каде е живеел. Вие сте психолог и моментално завршивте теологија и двете од овие активности на човечковиот интелект и дух се бидуваат да понудат одговор на прашањето како да се биде среќен. Па, можете ли на почетокот да ни кажете како е да се биде среќен и како да се доживее таа среќа во вистинска смисла на зборот? Па
Pa pre nego što odgovorim na to Da prvo odgovorim na to pitanje, prvo prašanje. Prvo sakam da me pozdravimo Makedonije i poširoko, da mi zablagodaram na možnost da učestvujem u vašoj emisiji i što možemo i ovako da se povrzeme i da razgovarаме i da pomineme kvalitetno vreme zajedno. Колку луѓето се среќни, алудират на тоа секој човек субјективно ја доживува својата среќа и тоа е мој личен став и така го гледаме. Среќата воопштено гледано може да се разбере како чувство на задоволство од собствениот живот и тоа е тесно поврзано исто така и со смислата на животот и прашањето на целта што ја имаме во животот што го живееме. Значи, за мене среќата е поврзана со смислата на животот и целта на постоењето и некој како јас, кој во своите предавања говори често за психолошки и духовни теми и контакти помеѓу овие два поими и начини на поимање на светот и човекот, обично велам дека среќата е нешто целокупно што го опфаќа целиот човек, не само неговите моментални емоции и затоа сум близок со широкиот поим на среќа. Не дали се чувствувам туку вистински да бидам среќен, како што кажува и насловот на оваа емисија и го прифаќам она што христијанската наука го протежира, дека човекот е една целина, човекот е физичко суштество, психичко суштество, човекот е социјално суштество. За мене среќата е да се живее исправен живот во сите овие области и да се внимава на здравјето, на својата ментална состојба, да се внимава на заедницата и на смислата на животот, за да можеме да водиме сметка и на односите со другите луѓе, за тоа колку човекот навистина сака да биде среќен, мора да живее квалитетно од сите аспекти, да ја познава смислата на животот, да има висока цел во животот и да живее онака исполнето. Јас сметам дека е важно да се биде целосно среќен, не само да се чувствуваме носно среќни во секој период од животот, ќе имаме и падови и успони, но целокупно гледано тоа е можно и покрај проблемите кои животот ги прави, можеме да бидеме задоволни со својот живот, со рамките во кои живееме и за да препознаеме цел и смисла на тоа зошто живееме, за да имаме некаква смисла која ни дава сила и отпорност кон сите негативни и неволји кои што не тиштат во животот, за да можеме вистински да бидеме среќни. Таа зависи од не зависи многу од моменталното чувство и тоа е последица на животот што го живееме во четирите овие столба кои ги напомнав. Сведоци сме денес дека луѓето се заинтересирани за среќата во животот повеќе од кого и да било, во потрага по неа. Ни се нудат различни начини да бидеме среќни преку реклами и медиуми, а изгледа дека луѓето никош не биле попразни и не можат да доживеат среќата. Може ли да ни кажете каде го гледате проблемот, зошто е така денес? Да, тоа е занимљиво. Никогаш не сме имале повеќе од вакви реклами кои што не повикуваат да бидеме среќни, па дури рецепти ни даваат како да бидеме среќни во животот. Јас во Канада бев неодамна, во Америка, во Швајцарија, во западниот свет и таму е многу слично, имате билборди, реклами кои што ви говорат купи го ова, ќе доживеете посреќни моменти со набавка нова, ќе биде полесно и подобро, ќе доживеете среќа, но и покрај сите овие целокупни реклами, јас би рекол индоктринација на рекламата, луѓето се обидувајќи се да бидат среќна, свесно се во криза, значи многу често стануваат среќни се помалку, имаме вистински среќни луѓе. Насмејани луѓе на Инстаграм, на Фејсбук, на медиумите имате на илјади, но често тоа е грч кој што е поради неисполнетост
Не говорам за општо, туку за вистинската среќа, со кој што ќе си легне со задоволство и покрај проблемите што ги има и со кој што се соочува. Верувам дека во животот е тоа така и според културата во која што живееме и филозофијата, дека ни се нуди во таа култура, е тоа многу често егоцентричноста како култура која што ни го укажува ќе бидеш среќна кога ќе видиш некој нешто, кога ќе постигнеш нешто, кога ќе успееш, кога луѓето ќе ти се восхитуваат, кога ќе го прифатат таа погрешна агенда и погрешен програм во животот. И не е ни чудо, затоа што последиците се огорченост, празнина, па дури и покрај поседувањето на сите имоти има инфлуенсери кои што имаат милиони долари, кои што заработуваат многу пари, но извршуваат самоубиство или бараат психијатри, психолози велат дека имаат тешки психолошки проблеми и покрај тоа што се насмејани на екранот, ново суштина тие се неисполнети и сметам дека тоа е многу погрешен концепт на живење, затоа што кога некој ќе не натера да живееме на себичен начин на живот, да само ние сакаме да живееме и да трчаме по среќа и радост и ние да просперираме, тогаш не е ни чудо што има толку многу малку вистински насмејани лица околу нас. Затоа како главна причина зошто тоа во филозофијата на животот е така. Професоре, научниците долго време бараат начини како да го продолжат животот на човекот и да го подобрат здравјето. Брајќи апче за долговечност, но како што знаеме, таа таблета се уште немаме. Дали психологијата како наука бара апче за среќа, односно среќен живот, и дали ќе најдеме, што мислите вие за ова? Да, тоа е прашање кој што е важно исто така. И со децата имам гледана емисија каде што е многу богат американец говори дека сме многу близко до тоа да го најдеме конечно таа пилула, тоа механизам за тоа како да ги направиме бесмртни луѓето и тоа ми беше малку смешно. И тоа е принуда да продолжиме во својот живот, затоа што оно што е интересно е оно што гледав дека тој човек се обидува тоа на најсебичен можен начин да го направи, трошејки на себе и на своето здравје милиони евра и долари, бидејќи од Америка, за своето здравје. И тогаш се прашав кога ја гледав таа емисија, дури да најдеме таа пилула за долговечност или за вечност. Каква е целта да живееме вечни на толку себичен начин во животот? Значи, кога ќе прашаме да и психологијата трага за некаква пилула за среќа и дали таа ја нашла, одговорот е да, пронајдена е пилула под наводници за среќен живот, но и покрај тоа што е пронајдена, ние не работиме со неа многу често, ќе кажам, при тоа мислам и на пилула, мислам на истражување едно кое едно од најскапите и најдолгите истражувања во психологијата на Харвард во 30-тите години од минатиот век се започнати студиите да се следат 700 и нешто мажи, половина од нив беа богати студенти на Харвард, половина беа сиромашни од една четврт во Бостон и тие ги повезуваа, ги анализираа сите можни фактори, сакајќи да откријат кој е оној фактор кој што највеќе придонесува да се добие среќа во животот. Анализирајќи ги физичките доблести, нивната крвна слика, скенирање на мозокот, ги истражуваат целокупното здравје, ги анализира емоциите нивни, односот со блиските и бара и најдоа тоа што луѓето ги прави вистински среќни по 72 години, колку што траела таа студија. Конечно, и денес имаме јасни резултати кои укажуваат на тоа дека сме ја нашли добитната комбинација за тоа како да живееме вистински среќни. Знаете ли што е тој фактор? Кој е тој фактор кој што придонесува највеќе на среќата? Многу интересни одговори во секој случај, верувам и гледачите се удушуваат, имајќи факт дека значи задоволството од личните односи. Тоа е задоволството од личните односи. Тие утврдија дека оние луѓе кои во студијата кои што се најзадоволни со своите односи со луѓето, тоа се луѓе кои што се најсреќни, но парадоксално најздрави физички.
тие откриле дека луѓето кои што имале добри односи со своите блиски и кои што биле задоволни со тие односи имале добар начин на кој што можеле да се борат со стресот кој што ние сите мораме да го доживееме во животот. Ова студија укажа на тоа дека луѓето кои што биле најотпорни на стрес, најзадоволни со своите односи со луѓето, биле на високото ниво на среќа и исто така и во духовно задоволство чувствувале во својот живот и исто така имале високо чувство на цел, постоење на цел и зошто воопшто постојат и на тој не се покажа неверојатна работа, тоа е дека ако сакаме навистина да бидеме среќни, тоа никогаш нема да можеме без квалитетни односи со другите луѓе, без чувство на постоење на цел, длабока цел на животот и без позитивни емоции и начин на тоа како да се бориме со негативните емоции. За крај на прашање би кажал, човек кој мрази, човекот кој е полн со огорченост, човекот кој што е расист, например, човекот кој што не простува на другите, никогаш нема да може да биде среќен. Дури и да му ги дадете сите богатство на овој свет, тој едноставно ќе живее и натаму барајќи за среќата, а таа ќе му бега постојано, значи без квалитетни односи, без цел и без квалитетен ментален склоп во главата човекот не може навистина истински да биде среќен. Тоа е харвардската студија го покажа. Задоволството од врските како најсилен фактор на среќата во животот на една личност. Колку ние како поединци можеме да влијаеме на квалитетот на нашите односи во животот, професоре? Можеме многу, затоа што нашите односи на нашето однос влијае за тоа каков ние карактер поседуваме. Често луѓето се обидуваат да ги променат другите за да станат среќни и исполнети, а самите не се менуваат себе си. Тоа е погрешниот начин. Ние можеме да ги промениме односите и личните односи со тоа што ние ќе се промениме себе, својот карактер, своите негативни особини кои што ги расипуваат и ги разјадуваат, а другите ги прекинуваат врските и создаваат проблеми во односите со нив и тоа е стресот, проблемите со здравието и се останато. Тоа што е занимљиво, постои една малку смешна приказна од бивша Југославија на една фабрика голема која што беше во бивша Југославија. Доаѓале новинари пред распадот на Југославија за да ги испитаат какви се односите социјални во таа фабрика помеѓу работниците и прво кај портерот го прашуваат дали ви учествувале нешто и да кажете нешто, ќе кажам нешто. Ја не бил тој многу школован. И новинарката потоа микрофонот го поточила кон него. Можете да ни кажете какви се односите овде во вашата фабрика? И тој веројатно него разбра прашањето. Односите? Односите се многу добри. Овде однесува секој што ќе стигне. И почнаа да се смеат, значи, новинарката и сите други. Значи, тој погрешно го разбрал зборот односи, тој мислел на однесување на луѓето, а одговорил однеле све, значи, ова е игра на зборови од српски јазик, значи, курирот, кафековарката и така натаму. Сите крадат од директорот па надолу, а секој однесува тоа што има, значи, од фабриката. Така да ми падна на памет оно што го чув дека тоа е голем проблем во животната среќа на човекот и со тоа и сакаме да бидеме среќни, додека однесуваме, додека собираме, додека носиме. Значи, во моите 400 квадрати сакам да бидам среќен. Со имањето што сум го испокрал, што сум го однел и на не многу сејани начини, а народот кој што живее околу мене, моите браќа, комши, соседи, нека умрат од глад. Живеејќи така, никогаш не можеме да бидеме среќни, кога немаме вистинска љубов кон другите. Вистинска љубов кон својата татковина, семејство, пријатели, соседи, према кон другите националности. Никогаш со таков начин на живот нема да можеме да живееме среќен живот. Така да, ако сакаме да бидеме вистински среќни,
Или ако сакаме да имаме подобри меѓучовечки односи, неопходно е да работиме на промена на својот личен карактер, на сузбивање на себичноста, на реформи на карактерот, и кога тоа ќе се направи нешто, со ќе имаме подобри односи со другите, туку и нашиот живот ќе биде многу поинаков и тогаш ќе дојдеме до навистина среќно живење. Наистина импресивни одговори, но ми давате за право тоа во контекст на ова вечерашно изнање, че имам дополнителни прашања, да го се вратам на ова претходната тема, но да продолжам со оглед дека вие важите за религиозна личност и дека христијанската мисла ви е блиска. Сакам да ве прашам, дали и Библијата се согласува со резултатите од психолошките истражувања, горе спомнатата студија што ја спомнате на Харвард, за која ни ја презентиравте преска? Највеќе ме одушеви затоа што тоа што хрватската студија го покажа и што хрватската студија го покажа, тоа веќе со илјадници години го пишува во Светото писмо, например апостол Јован во Новиот Завет вели и повикува они коим се обраќа во своето послание и вели: сакам сите да имате заедница со мене, а нашата заедница со Господ Бог. Без таа заедница нема да може да се исполни вашата радост, не ќе можете да имате комплетна радост. Тој ги повикува да будат заедно со него, со апостолите, но и да бидат во заедница со Господ Бог. И таа вертикална и хоризонтална заедница вели е неопходна за да можеме да бидеме вистински среќни, или зборовите на Господ Исус Христос кој што вели смислата на животот и најважните законитости кои што Бог ги дал на луѓето е да се ги љубиме другите, да го љубиме Бога со целата своја душа, со целата своја сила и да го љубиме ближниот како самиот себе си. Без тоа искуство во животот, што и да имаме, што и да поседуваме, никогаш нема да можеме да бидеме среќни. Суштината на среќата се доживува во заедништво со Бога, заедништво со блиските и во вистински однос со самиот себе си. Кога човекот ќе запознае Божјата љубов, ќе доживее опрост од Бога и сите маки што го мачат човекот на некој начин ќе изгубат смисла, човекот ќе умре така променет и може со луѓето да има благословен однос. Тој веќе не е агресивен, не е и влегува во добри односи со ближните, тој дава, тој не носи, не одзима од другите. И тогаш тој е благодетен човек и тоа се осеќа во гласот, во однесувањето, во животот, во односите, така да гледаме дека и Библијата и науката во ова смисла се многу на иста бранова должина и тоа треба да биде дел од реформите во самите наши животи и промената на самите нас, за да можеме на вистина да почувствуваме радост во животот. Многу од нашите гледачи, да бидам искрен, можеби велат дека тоа што го кажуваме е лесно кога условите за животот се добри и стандардот, нели, е добар, но дека невозможно да се биде среќен и покрај многуте проблеми и недостатоци со кои ни живееме. Што би им порачале на оние кои размислуваат вака? Има еден стих на Светото писмо кој што многу го сакам во Стариот Завет на мудриот Соломон, кој што вели: подобро е куќа кај што има љубов и каде што има корка сув леб, наместо куќа полна со злато и богатство, каде што нема љубов. Значи, сакајќи да опише дека за вистински благослов во животот и среќа неопходно е да имаме длабока релација, она вистинско лепило во животот, а тоа е љубовта, соработката, заедништвото, за да бидеме среќни. Секако материјалниот дел е битен во нашите животи. Не можеме без нив, ние би биле несреќни кога би го негирале, но сакаме да кажеме дека со искуството на луѓето често се случува ова што го кажав од Библијата. Има луѓе кои што се пребогати, имаат и премногу, но целосен распад во куќата и хаос има во фамилија, незадоволство, несреќа на секој чекер, плачат зидовите, дури велат кај нас луѓето во Србија. Но имаме ситуации каде што имаме семејства кои што се скромни, кои што се релативно во некакви финансиски услови живи за преживување, но се го препознале смислата на животот, ги организираат односите меѓу себе, си помагаат, се трудат во домот, донесуваат во куќата, не само да однесуваат,
и тие луѓе имаат поголема среќа од оние првите што ги спомнав. Да, стандардот е важен, но кога го гледаме човечкото искуство, многу е важно тоа што е внатре во нас, тоа е смислата на животот што го живееме, за кој живееме. Тоа е тоа што ни дава импулс на нашите животи и така треба да функционира и треба да се вложува во тоа. Предизвик ми е во секој случај да поставам прашање за и место и улога на семејството, родителите, таткото, мајката и местото и улогата на жената, односно мајката во семејството, во заедницата, во општеството. Дали мајката, сопругата и жената треба да бидат запоставени и да го немат тој паритет, да речам, да имат идентични права во општеството, во заедницата, во семејството. Бидејќи важиме како Homo sapiens или Balkans, Homo Balkanicus, дека сме малце конзервативни темпа, не им дозволуваме на нашите мајки, нашите сопруги и нашите жени да бидат на вистински позиции, како семејството, така и општеството. Жал, кога не разбираме кој е смислата на човечкиот живот и кој е смислата на човечкото постојање. Луѓето прават дисбаланс во тие односи, во тие и тогаш доаѓа до конфузија кога човекот вистински среќно живее, а тоа е живот со односи, што се случува на другите, со давање, не само одземање, животот кој што нема смисла, дека не живеам само заради себе, туку и заради семејството и другите, и да бидам некој кој што е од корист на мојот род. И кога така функционираме, тогаш не гледаме кој е од кој пол, колку образование има, туку гледаме кој највеќе придонесува кон вистинското благословен живот. И тука постои соработка, постои служување, благослов, заедништво во семејството и во срцето кај човекот. Јас сакам интересно, сметам дека е интересно во модерното време во кое што живееме, многу усебичен живот, каде што ги запоставуваме семејството, па дури и општествената заедница. А сетете се во минатото луѓето кои што беа добри од нашите народи, има обичај толку да мислат не само на својот дом и на својата куќа, туку и на своите блиски, и имало и државни згради во Македонија, во Србија, во Хрватска, на Балканот. Ја видите дека богатите поединци го оставиле тоа. Тие се грижеле за својот род, тие чувствувале неопходност да направат нешто за својата заедница. А не само да грабаат и да одземаат. За жал, сега живееме во време што луѓе забораваат која е смислата на среќниот живот и дека не можеме само за себе да градиме и крадеме, туку да имаме проблеми во политиката, во семејството, на сите нивоа кога гледаме. Тоа се тие состојби во кои што ќе треба да излеземе од таа живот онака како што Бог заповеда и како е најдобро за нас. Сакам да го повторам тоа што мислам и го живеам. Ела дека соседот е поблизу од родениот брат. Слава на Бога што еве гледам дека Македонија и Србија се две републики од поранешна Југославија кои имаат голема блискост. Особено, еве да речем, евидентно во последните години, кај што се вроди со една прекрасен резултат, производ, а тоа е Македонската црква ја доби конечно автокефалноста, забелорувајќи се во секој случај на Српската православна црква, што е во секој случај во нагорна линија. Како го доживувате се тоа што сепак еден народ, една религија, едно заедничко црковно живење? Како го доживувате ве како србин, како еден християнин кој во секој случај и преспоред анкетите вела дека македонскиот народ ја гледа перспективата и љубовта најмногу со северниот сосед? Да, има еден стих кој вели: сам Господ Исус Христос го има искажал, нема поголема љубов од онаа кој животот го дава за својот пријател. Но постои додатна димензија на таа љубов, а тоа во Светото писмо се наоѓа. Апостол Павле вели: Бог го дал животот за нас како за своји непријатели. Ние живееме во општество каде што гледаме дека дури браќата
оние кои што се најблиски во исти дом се делат. Се делат околу имотот, околу позициите, околу тоа кој ќе биде прв или втор. И едноставно живееме во општество кое што се кине на најмали можни единици. Верувам дека Божјата волја е таа соработка што постои, дека е Божја волја слогата, дека Божја волја е да живееме онака како обично народот вели, ако не можам да ти помогнам, нема ни да ти одмогнам. Значи тоа мора да биде начин на кој ние треба да живееме и соработуваме едни со други, за да можеме да дојдеме до благослов, затоа што внимавајте, мојот покоен дедо ми кажа една феноменална работа: синко, ако утро во својот живот ти не направиш нешто добро, да направиш состојба во кое што во новчаникот си ставаат заедно имот, и ако таква куќа не направиш, таа ќе се распадне. Исто и со општеството кое што ги надминува границите на националноста, друштвото човечко. Значи, ако нема функционирање преку таа соработка и љубов, затоа што ние сме сите браќа, ако не дојде до таа соработка и верност, нема да бидеме среќни нити едните, нити другите, нити третите. Мора да постои блискост, мора да постои служба и заедништво, ако сакаме да живееме, да доживееме вистинска среќа. Бог не повикува на тоа и човечкиот разум не повикува на тоа, и сваќаме дека е подобро. Спомнавте на почетокот на нашиот разговор во вечерашната емисија, има луѓе кои се прембогати, меѓутоа празни од душата, од срцата. И нивните домови се нема смеа, нема радост. Дали радоста, дали среќата се купува со пари? Одлично прашање. Затоа, знаете зашто? Затоа знаме една многу добра приказна, се надам ќе успеам да ја раскажам за еден нигериски магнат за нафта. Тој бил многу богат, освојувал пазари се повеќе и повеќе за да постигне некои своји цели, а цели му беа да биде многу богат, многу моќен, многу влијателен, затоа што растел во многу сиромашна фамилија. И овој материализам толку го изел, што се во животот насочил кон таа страна и добро модело, напредувал. И приказната вели дека се обидел ова или она да го направи и постигнува сите цели една по друго, но наместо да биде среќен, беше се попразен. И тоа некој пријател од него, кој што вистински го сакал не за пари, туку го забележал тоа, и таа мака ја увидел и дошол до идеја како на својот пријател му помогне да живее вистински среќно. Му рекол: дали размислуваше да почнеш да се бавиш со хуманитарни работа? И тој вика: па да, работев такво нешто, праќав пари на разни адреси, но не ми помогна ништо. Не, има предлог за тебе. Да се занимаваш со хуманитарна работа на посебен начин, да најдеме агенција која што покрива одредени загрозени луѓе, и ти лично да одиш и да даваш нешто што и треба на таа група. И тој вели: ако ти викаш така, ајде. И пријателот го однесе во една организација која што се занимавала со помош на инвалидизирани деца. Отида, купија 2-3 камиони многу можни помагала, колички и така на пријателот му. Ние лично ќе одеме да им го однесеме тоа. Тие дојдоа таму, го предадоа тоа и дете по дете почна да му кажува штаки, колички, протези и така натаму. На едно дете му дале количка. И детето во количката одеше, го гледаше нон-стоп во лице. И толку му стана непријатно на човекот, му се спрте кон него: зашто ме зјапаш во мене? Зашто непристойно гледаш во мене? А детето му вели: сакам да ти заблагодарам со лице, да те прегрнам и да ти заблагодарам, и кога ќе бидеме некаде заедно, да ти кажам дека ми го промени животот овде на земјата. И човекот почна да плаче, и од тогаш неговиот живот целосно се промени. Тој продолжи да се работува, остана бизнисман, на огромна количина на своите пари ги пренасочи кон луѓето, да ги благослови, бидејќи почувствува колку е важно да се има смисла во тоа. Да не живееме само за себе, да не земаме и носиме туку само и да даваме, а тоа Господ Исус Христос и го блажено е, поблажено е да даваш отколку да земаш. И ако сакаме вистински среќни да бидеме, да живееме по тој пример и правило. Тоа може да им порачи на тие што, на жал,
не даваат, многу зимаат, дури повеќе од она што заслужуваат и треба да го земаат од народот. Од семејството и во За жал. семејството, да речеме. За жал, живееме во општество каде што луѓето живеат со такви живот, мислејќи дека тоа ќе им донесе среќа, живеат со животи каде што земаат тоа што не им припаѓа, бараат дупки во законот за да стекнат нешто што не им припаѓа. Може би понекогаш размислуваат, сакам тоа да го направам за да обезбедам на моите наредни поколенја по мене. Но парадоксално се случува тоа што народот добро и свесно низ искуството што го имамо од минатото, а тоа често се случува оние куќи кои што биле најбогати, кои што беа големи газди, во народните неколку генерации ги затворија работите и станаа пусти, иако има многу, а парадоксално некои сиромашни домови, кои што беа работнички домови на надничари, со правилен начин на живот, со инвестиција во децата и во односите, излегоа од сиромаштијата, стекна богатство, ама продолжија да живеат по истиот принцип, а тоа е она што го кажуваме, тоа што не ти треба на твоето семејство да го насочиш кон оние кои што имаат повеќе потреба за тоа, и тоа често го гледаме во нашите општества. Тоа е еден принцип и тоа треба да се има пред очите кога ќе одлучуваме како ќе живееме. Најсреќните, и пазите, уште нешто интересно прашање, оние кои што го водат народот во различни земји, не само овде на Балканот, туку и широко, најголемата среќа ја имаат доживеани оние владетели со народот кои што ги препозна визијата и целта да бидат благословени како лидери, да работат за добровит на народот, а не за добровит на своите джепови. И кога така живее, не само што живеја долго, туку има и среќа во животот. Ми се чини приказната на Латинска Америка, во Чиле, еден председател кој што се одрече сите бенефиции, кој што живееше на средна, на просечна плата, одеше пешки и ги поздравуваше луѓето. Тој доживеа длабока старост и беше вистински среќен и може да го доживее они многу политичари и лидери на фирми, бизниси, да тоа сите да го поздравуваат на улица и да му заблагодаруваат за оно што го направил. Тоа треба да биде начинот како да ги водиме нашите домови и работи и своите држави и било што ни е дадено. Има една позната латинска, вели Concordiam Patriam Firmat, или со слогата Јак не статковина, од друга страна ја би ја инкорпорирал во семејството. Колку е единствено семејството, слогата, љубовта и среќата и напредокот во семејството евидентно е големо. Што ќе ни додадете на сето тоа во рамките на пренесувањето на нашето духовно богатство врз нашите поколенија? Има една мисла која што вели дека најголемото богатство е потомството што доаѓа. Тоа што го има тие во своите родители, не се мисли на материјалното, него на духовното. Најголемото богатство што јас можам да го оставам на моите деца е духовното наследство. Мојот карактер, тоа што сум ги научил во животот и што сум им посветил и живеат во тој свет. Многу родители го забравија тоа и многу луѓе сметаат дека единствена нивна должност е да ги обезбедат децата финансиски. И потоа се случува да им преднесат пари, но да ги остават без карактер. Имате луѓе кои што имаат недостаток на карактер и си го уништуваат својот живот и материјалното што го имаат. Така да верувам како оние кои што сме носители на друштвото, кои што се средна или постара генерација, кои што го носат ова општество, треба на своите деца да им остават повеќе од материјалното, а тоа е добар патоказ во животот за тоа како на вистинска да живеат среќно и да своето однесување покажеме дека е вистински среќен, дека живее од смислен живот, живот со повисоки цели, со повисока радост, да им служи не само на себе, на и другите, но исто така и многу важна работа е да им кажеме дека треба да бидат задоволни од оно што го имаат и не само да одземаат, туку и да даваат на другите
и да ги научиме да на тоа дека живот во заедницата е живот на слога, живот во кој што треба да помагаш, а не да му одмагаш на оној до тебе, и тоа е живот кој што е единствениот исправен живот кој што можеме да го живееме, живот кој што води до тоа да се благослови радоста и среќата и тие да се прелеваат од нас на другите. А уште нешто сакам да кажам, можеби некој ќе ме разбере погрешно. Нашите општества на Балканот се во огромна потреба на такви родители, за такви носители на општествата, затоа што децата копнеат по таква смисла на животот, што треба ние да им ја предадеме, таква поука што ние сме повикани да им ја предадеме. Мислам, јас сакам на гледачите да им спомнам дека ние ќе одиме на продолжение. Се надам дека на 7 мај ќе ми бидете гостин во живо, како што сте сега живо преку Skype, ќе ми бидете гостин во студиото на телевизија Вистра, Вистинска телевизија. Еве, во финале сме на оваа емисија, нешто за пороците кај младите и одразот врз развојот нивни и во дефинирањето на државата, односно семејството со вакви девијанни појави. За пороците и младите ве молам. Бидејќи младите се носители на промените на нив, треба да се внимава, и мојата порака за нив е, но и за постарите е да не го арчиме времето на безсмислени работи што ни се нудат од рекламите на обществените мрежи, кај што се сите насмејани, богати, успешни. Среќата не се наоѓа тамо, среќата се наоѓа во слогата, во домот, во слогата кај народот, во слогата кај фирмите, кај различните организации, се наоѓа во соработката, во животот кој што е многу поширок и подлабок од она само за момент да осеќам среќа преку алкохол, преку забава, преку нешто што уживам, некој хедонизам. Среќата е многу подлабока и поширока работа и затоа ајде да живееме поосмислено, со подлабок начин, да вложуваме во односи, во заедништво, што носи најголем благослов и плодови без кои ние сите не можеме да бидеме среќни. Ајде како млади да најдеме смислата на животот. Зошто живееме? Зошто завршуваме факултет? Што сакам да станам? Што ќе донесе тоа на пошироката заедница? Пошто јас ќе бидам благословен на најблиските? Ајде така да размислуваме и да размислуваме како можам да се променам себе си и својот карактер на тој начин да на својата заедница и бидам уште поголем благослов, уште поголем добробит. Кога така ќе размислуваме, верувајте ми, и она малкото што го имаме ќе се удвои, и она малкото што го имаме ќе постане големо и ќе чини огромна промена. И на крај би додал да го вклучиме Бог во сето ова, Бог и неговата волја, не на крајот, туку на почетокот, затоа што нека Бог биде почеток на секоја наша мисла. Има една добра идеја што ја чув неодамна, таа вели, кога во малото ќе го внесете Бог, тоа мало станува големо и прави огромна разлика. А каде што сме двајца или тројца сложни, таму сум и јас со нас, вели Господ Бог. Кога тоа мало ќе го повика Бог во својот живот, кога ние како мало семејство со скромни можности го повикаме Бог во нашиот дом, ќе видите како ќе тргне промената и како целото семејство и поединци во тоа семејство ќе напредуваат и ќе живеат со вистински среќен живот. Да вложуваме во тие вечни нешта, а не во пролазното. Не знам што да кажам, само морам да речам многу благодарам од моје лично име, од името на екипата на телевизија Вистел и од уредништвото и од соседништвото. Ја ви се заблагодарувам. Овој првиот дел од нашиот серијал, што јас го најавив многу порано, неколку месеци. Ве очекувам на 7 мај во живо во студиото, да продолжиме кај што застанавме. Ви посакувам добро здравје, радост вам и на вашето прекрасно семејство и ви посакувам секое добро во овие наредни предстојни велигденски денови. А вам, почитувани гледачи, тоа беше професор, психолог, да речем магистер, Немања Боричич во живо од Србија во студиото на телевизија Вистел, во Гласот на народот.
Благодарам на господин Жан Становски за професионалниот превод и на господин Данило Николовски за поддршката на преводот на вечерашната емисија. Бидете ми живи и здрави, еве, господин Немење, можете да ја поздравите публиката? Поздравljam i јас и вас, лично и све у вашем студiju, ali i sve gledalce koji su nas gledali i želim im da se uzdravi ponovo vidimo. Благодарам, секој е добро. Тоа беше се за вечера, почитувани. Верувам ова духовна, смирена емисија, препловена во секој случај во функција на среќата и радоста, како што спомна магистерот Немања Боричич, не се купува со пари, не се наоѓа на улица. Тоа извира во нас. Ние создаваме, ние сме генератори на таа среќа која треба да споделиме сите заедно. Бите живи и здрави, се гледаме во петок во нашето вообичаен магазин вечерот со Слободан Томич, исто така со интересна содржина. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.